Добро вечер, почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на дебатната емисија Прашалник на ТВМ телевизија. И овој пат избравме актуелна тема – проблемот со бездомните куќина, кучешките напади врз луѓе, труењето на куќина. Актуелен проблем кој што е на денешницата, особено во Охрид, но и во цела држава. Мои вечерашни гости се активистот Климент Арнаудов, директорот на јавното предпријатие Охридски комуналец Лјупчо Грдановски и професионалниот дресер Ефто Стојановски. Добро вечер на тројцата. Ви благодарам што ја прифативте оваа покана да бидете дел од дебатната емисија Прашалник на ТВМ телевизија. Нашиот разговор ќе го започнеме со Климент. Климент, сите сме свесни дека бездомните куќина веќе се акутен еден проблем на целото наше општество, ги има во огромен број. Што ќе кажете вие на тоа? Имате ли бројка колку куќина имаме по градските улици? Што се случува, има луѓе кои што се плашат од нив? Да, генерално, значи, тоа е проблем не само на ниво на град Охрид, туку генерално во целата земја, па и пошироко, на Балкан, можеме да речеме. Бројката не би рекол дека е толку алармантна, меѓутоа дека е загрижувачка до одреден степен, несомнено. Значи, ние како активисти, љубители на животни, не сакаме толку да ги гледаме животинките, конкретно куќињата на улица, бидејќи едно, да речеме, се изложени на ризици од, да речем, несочувствени луѓе кои што може да ги повредат, повредувајќи ги, нели, може да создадат агресија во нив, па за жал таа агресија тие куќиња после да ја прикажат на некој невин минувач, да речеме. Исто така загрижувачки делува и тоа што изискува доволна количина за храна, за нивна исхрана, значи бидејќи сепак тие се живи битија и има потреба од храна. Ние како љубители не можеме целосно тој товар да го сносиме од финансиски аспект претежно, меѓутоа и од временски аспект. Затоа и како здружение сме на иста страна со локалната самоуправа и со институциите на системот кои што особено со доаѓањето на оваа нова власт и локална гарнитура се гледа дека покажуваат одредени напори и иницијативи за да се започне конечно со решавање на тој деценijski проблем. Така. Стојановски, вие што мислите за овој огромен број на бездомни куќина по улиците? Се сложувате ли со Климент? Па да, се сложувам. Значи, тоа се причината што толку многу куќина имате, што многу куќина собствениците не можејќи да ги пуштаат на улица. И тие останат. Некои се множат на самата улица. Некои куќина доаѓаат од други градови, има сознанија дека доаѓаат од други градови организирано во комбина, во било што, се истуруваат во Охрид. За да ме кете тука ќе има храна во градот. И да не му се проблем на другата општина кај што се донесе. Затоа има толку многу куќина. А иначе како проблем треба да се решават со повеќе засегнати страни, а не како досега се решаваше само во соработка општината, во соработка со Друштво за заштита животни. Значи другите засегнати страни не се повикуваат никогаш за соработка и затоа тој проблем и тешко се решава. Така. Грдановски, вие што мислите? Еве, општината конечно го подготвува стационарот, вие најавивте решавање на овој проблем. Па морам да кажам дека она што го кажа и Климент, ова локална самоуправа и ова раководство на јавното предпријатие Охридски комуналец се на почеток на системско решавање на овој проблем со куќињата скитници. И ова ние можам да кажам и нама не оставено прерано починатиот градоначалник Јован Стојановски, кој што здраво се нафати на оваа работа, која што сепак сака време, не се решава во еден и во 2 месеци, затоа што траат сите тие припреми околу обезбедување на стационарот, обезбедување на кафези, опрема за заловување, за целата таа шинтерска служба да почне да функционира. Ние како јавно предпријатие до овој момент ги имаме набавено сите потребни средства за почеток на работа на шинтерската служба, стационарот е веќе спремен. Морам да кажам дека и тој простор кој што го затекнавме, каде што претходно некои љубители на животни ги одгледували, помагале на градот, згрижувале таму, сепак беше оставен во една многу лоша состојба, па ни требаше време и да го санираме и да го обезбедиме целиот простор. Меѓутоа, веќе сме при крај за целата таа работа, за многу брзо ќе започнеме со решавање на овој навистина голем проблем. Така.
Арнеудов, мислите ли дека овој стационар, вие го познавате стационарот, бидејќи бевте дел од таа група на љубители кои што ги згрижува, што мислите ќе решили овој горлив проблем? Несомнено дека ова е еден огромен чекор за решавање на тој проблем. Меѓутоа, како што и директорот Љупчо спомна, дека не може амането што го остави прерано починатиот градоначалник, јас и претходно неколку дена пред да почине разговаравме на оваа проблематика. Ние не можеме како град Охрид да го решиме овој проблем преку тоа прифатилиште, ако да речеме соседна Струга или Ресен или Битола, како што и дресерот Ефто спомна, нели ги стовараат куќињата, бидејќи Охрид ќе ги згрижи тие куќиња, кои што се ќе ги стретира, па ќе ги врати на место на заловување, меѓутоа што правиме со напливот на тази стоварени куќиња. Јавна тајна е дека ги стовараат. За жал не располагаме со доказ за Охрид, меѓутоа има во одредени други градови каде што од друг град ги стовараат со комбе, со камионче. Најчесто реонот каде што се вршат истоварувања на нови куќиња е во близина на Костозглобна и да речеме на влезот на Охрид од кај Лесковец гледано, значи. Тие куќиња кои што нови ќе се истоварат, нели се на нова територија, на непознат терен, и нормално е да делуваат уплашено, да покажуваат тие знаци на агресија, билајќи напаѓани, да речеме, старите куќиња чии терен веќе си го освоиле, да речем така. И значи не може да даде пак резултати такви евидентни, ако другите градови продолжат да не го решаваат тој проблем, бидејќи Охрид ќе отвори прифатилиште, но што ако Струга не отвори прифатилиште? Тие може да паразитираат и на напорите на град Охрид, а така не може да се реши проблемот. Така. Стојановски, што мислите вие, ќе го решили овој стационар проблемот? Знаете како ќе функционира, ќе се заловуваат, ќе се третираат, па пак ќе се враќаат на улица? Значи, како прво е пофалба стварно за општината Охрид, што се интересира за оваа работа, сака да реши овој проблем, но моје мислење и сега и порано дека овој проблем тешко ќе се реши. Зошто тешко? Затоа што како прво, друштвата за заштита животни, тие се работуваат со општината и само таа се работката. А друштвата за заштита на животните што бараат? Тие прво бараја, порано, сега зборам за порано, за пред 2 години речеме, и порано. Тие бараја модерни стационари. Уште тогаш јас кажував, кога бев гостин во други телевизии, дека тоа нема да биде успешно. Зошто? Затоа се работи за огромни средства, кои општината сигурно нема, македонските општини ги немаат тие средства. И после тоа, кога тоа се слушна дека не може, се кажа дека не може, како една критика, општината најави, уште кога дојде последната власт, а и сите власти пред тоа, барем оваа власт сега последната, имаше желба да реши проблемот. Општината е направи таа грешка. Седна да разговарат и тоа ако жива, ево се работка со друштвото за заштита на животни, одлучивме ќе градиме регионални стационари. Исто се потреби јас тоа да бидам за програмата моја која кажував по телевизиите и го кажав и тоа, дека и тоа е промаш. А што предлагате вие? Не може да имат регионални стационари, нема неуспешна работа тоа ќе биде. Така. И јас предложив мои предлози, сега кои се за тоа дел од вашите? Па не те кажете кои се додека сме на оваа тема, што предлагате вие, како да се реши? Јас предлагав уште тогава кога програмата ја предадов поднесов до државата, до Министерството, до Агенцијата за храна и ветеринарство и до општина Охрид. Јас таму предлагав многу точки во врска со нападите кучешки врз луѓе. Да. Една од тие точки беше стационарите. Значи, јас предлагав за побрзо и поефективно и многу ефтино да се изгради мини стационар и шинтерска служба. Тоа мора да има, значи, дека општина. Шинтерска служба и стационар. Во тој мини стационар ќе да се прибираат како прво куќињата кои што се опасни по улиците. Такви имат куќиња полно по улиците. Да. А после или во меѓувреме, после тоа можете и овај нови начин кој што предлагаат друштвата за заштита на животни, значи и сите куќиња други. Ама како прво да бидат агресивните, опасните куќиња. Згрижени и тргнати од страните од улица. Еве сега и овој предлог, сега што го има активно што имат комуналец или општината, е добро нешто, ќе води на подобро, ама нема да реши проблемот. Нема. Значи, најважна работа е да се тргнат похитно куќињата агресивни на улица, опасните куќиња. А за тоа пак ќе повторам. Доволно е мини стационар, Охрид го има тоа. Има да е мини стационар. Ама му треба шинтерска служба. И му треба еден човек, инспектор, аз таму го нарекувам во програмата, кој што ќе проценува дали куќето е опасно или не е опасно. Колку време ќе седи во стационарот, што после тоа во стационарот. Сите тие работи јас ги имам работено добро. Така. Значи,
Ајде, се сакате да надоврзам? одговорите, Да, може. значи, генерално гледано, без модерните прифатилишта кои што дресерот Ефто ги спомна дека не бил против нив, тоа не е нешто што треба да си против или за, тоа не е ни модерно прифатилиште, тоа е прифатилиштен центар. Согласно законската легислатива изграден, согласно западната пракса која што покажала дека преку тие механизми и начини кои што ги применуваат го решаваат тој проблем. Тие начини пред се базира на хуманата основа на третманот со кучињата. Значи, најхумана основа за да го решите тој проблем е да ги заловиш, да ги стерилизираш, да направиш обид да ги вдомиш и по истекот на временскиот период, кој што е 1 месец за чување во прифатилиштен центар, да ги вратиш на местото на заловување. Меѓутоа, и тоа нема да вроди со плод доколку немаме еден целосен регистар и една да речам, построга контрола на сопствеништвото и на оние кои што произведуваат легла, односно продаваат расни кучиња за да заработат на нивниот живот. Често јас тоа го напаѓам, меѓутоа мора да се донесе одредена законска легислатива која што ќе врши нивното даночување и која што ќе следи каде тие кучиња да се вдомуваат, бидејќи само во Охрид можете сега во моментов да видите барем 3 или 4 расни кучиња испуштени. Што се на улица. И при тоа никој нема ни истрага, нема ни да речам санкции кои тоа ги испушта или слично, а по дел пријави за кои што сме дошле до тоа кои се сопствениците и ден денес, ако се поднесени месец уназад, немаме никаков одговор, значи. Така да тој механизам е најевидентен и се базира на западната пракса и ние како љубители и како Сдружение за заштита на животни претходно дел како анималија што бев член, поднесовме предлог за решавање на тој проблем, ги наведовме тие чекори и при тоа никаде не спомнавме за опасни кучиња, бидејќи опасно куче не постои по наше мислење и по искуствено мислење. Затоа што имате и така дефинирани опасни раси кои што знаат да бидат бајчиња, значи мили, како питбулите на пример, и сега зависно од условите во кои што ќе го чуваш, зависно од околностите, зависно од третманот кој што ќе го пружаш, дали ќе го тераш на агресија, дали ќе има повеќе начини преку изгладнувања, преку малтретирање, преку насилно создадена агресија, па дури стероиди му бризгуваат за да ги создадат, значи хормонално да направат некој дисбаланс и да направат опасни кучиња и затоа се сложувам со тоа што го спомна господинот Ефто дека треба да се формира комисија и тоа со закон е наложено која што ќе оценува таа евентуална агресивност кај кучињата. И доколку нема можност, значи да кучето се ресоциализира, тогаш немате друг избор освен да го успиете. Сега може би ќе ме нападнат активистите за заштита на животни кои што се против еутаназија. Не зборуваме за агресивни. Меѓутоа од искуство ние сме имале 2-3 така кои што немало основа да ги ресоциализираш, да им се доближиш. Во консултации со ветеринари, со дресери и слично, најхуманото решение за да не се мачат и тие и да не се опасности по другите животинчиња, по луѓето, нели, да ги тоа е доброто решение, така. Да. Стојановски, сигурно сакате да одговорите, читајќи ја вашата книга, сигурно и таму го наведувате тоа, не се сложувате, верувам, со Климент во делот опасни кучиња. Да, тука знам дека тоа за да биде јасно на гледачите. Агресивните кучиња, кои се агресивни кучиња? Кој утврдува дали кучето е агресивно? Во денешните закони како велат таму, јас ги имам читано тие работи. И дури представници од Агенцијата за храна и ветеринарство кога беа присутни војна мисија, кажува како тоа се решават. Значи, тие велат од кога кучето ќе искасат некого, како сега охридскиот случај или полно други случаи, тога се формираат комисија, која што комисија утврдуваат до кој степен кучето колку е агресивно. Тотална грешка е тоа. Така во закон е предвидено. Тоа кај законот предвидено и Климент го потврдува тоа. Мој совет кој е до државата и тоа го имам во моја програма предложено пред 2 години уште. Мој предлог е кучето кучињата кои што се агресивни предеме да се видат кои се агресивни. Тоа е можно. Јас можам секој куче кога ќе погледам само со мало кратко испитување да знам дали е агресивно, опасно или многу опасно. Имат секај кучи, имат миролюбиви кучиња, имат агресивни кучиња, имат опасни и многу опасни. И таа дефиниција дури не е следена законски. Секој се каже како што сака неразбирливо. Јас и тоа го имам дотерано многу добро, многу прецизно. Значи, прво ќе се види кучето дали е опасно, ќе се утврди, многу лесно се утврдува тоа и таквото куче мора да оди по некој третман.
како што треба законски. А никако, како што тоа се во законот, од кога ќе искасат некого, Тогаш тогаш се прави ќе испитуваме комисија. колку е агресивно. Ама ојде човекот, ојде детето. Така. Така сме имале за жал и такви смртни последици. И ова сме исто имале. што рече Климент, за не се сложам со Климент, дека тие доаѓаат кучињата викат од набор ќе донесат и од траумата што имале за тоа се агресивни. Не. Тие си биле агресивни поради разни други причини. И тоа играт улога. Ама има агресивноста е поради разни причини. Тука има многу причини за куче да биде агресивно. Така, се сложиме за тоа дека има. Грдановски, ајде да ве вклучиме малце, се замуаветивме со Климент и со Ефто. Кажете ни, каков ќе биде капацитетот на тој стационар кој што го подготвувате? До овој момент јавното предпријатие Охридски комуналец преку приватната компанија Екошпар има обезбедено донација од 5 кафези. Сакам да изразам благодарност до сопственикот на компанијата кој што ни излезе во пресред. И во тие кафези во момент може да се зрижат околу 20 до 25 кучиња дневно. Меѓутоа, кога кажувам дневно, тоа не значи дека ние можеме да згрижуваме секој ден по толку. Односно, ние ќе згрижиме, например, во текот на денешниот ден 20 кучиња. За тие 20 кучиња следи постапка од отприлика 7 до 10 дена. Да се стретираат. Да, значи ќе има ветеринарна служба која што треба да биде избрана на јавен повик веднаш по донесувањето на планот за јавни набавки на јавното предпријатие кој што ќе биде донесен до 31 јануари и сето тоа ќе биде терминолошки гледано заедно со дозволата која што ја чекаме од Агенцијата за храна и ветеринарство. Ќе објавиме јавен повик на кој што ветеринарна служба ќе биде избрана и ќе ги третира овие кучиња, што значи дека отприлика би можело околу 100 кучиња месечно да бидат третирани. Тој би бил капацитетот. Да, исто така сакам да напоменам граѓаните да не очекуваат преку ноќ решение на овој проблем, бидејќи законот кој што во овој момент предвидува кастрација, стерилизација и враќање на самото место на тие кучиња не предвидува дека во рок од месец или два дека нив ќе ги снема. Значи тие само тоа ќе биде контрола на популацијата на бездомните кучиња. Така, и те пак ќе се на улица во суштина. Пак ќе се на улица, само што нема да може да се размножуваат. И се надеваме дека агресивните ќе бидат отстранети. Тоа оставам на Ефто е постручен во тој дел. Ние не можеме да ги делиме на затоа мора да има, тој вели, значи, Ама да нема простори за злоупотреба на таа облигаторност, да речеме, бидејќи има простор тука да се злоупотреби најмирно кученце. Имаше случај во Скопје, например, Ротвајлер раса, пријавено како агресивно куче, па од вардариште дошле го заловиле, кога активисти отидоа, кога лица од Агенција за храна и ветерина отидоа исто да испитаат таа агресија, и снимки имаше видео, значи на вести што се прави, се покажа дека е премирно куче, па успеа да го вдомат. И сега што ако го успиевме тоа премирно куче, затоа што на некој му се причинило за агресивно, има нели изгледот најчесто лажи како и кај луѓето, така и кај животните. На пример, питбулите, кане корсо расата делуваат да речеме дека се опасни, меѓутоа тоа не значи по дефолт дека сите се агресивни и опасни. Да, вие сметате имаме да не се кучиња сите. пак и кои што делуваат така скромни, на пример од расата чивава, да речам, или пинч, кои што најчесто се наљути. Ако се малички, да речеме, не можеш да бидат љути. Тие најчесто знаат да посегнат по прсто да ви го гризнат. И затоа мора да се биде внимателен во дело на таа злоупотреба, како и за еутаназијата, доколку нели законски продолжи да биде нели како една опција, а исто така и за проценување на таа опасност да има тим повеќе лица вклучени. Да, да се сложат комисија. Да. Значи уште една за тоа да го разум подобро. Значи за да се утврди кучето дали агресивно е многу едноставна работа од нормално стручњак, што го знае тоа. Так. И нема потреба од скапи комисии, па не знам кога да се случи тука, ома на лице место тоа се утврдуваат. Примеров што го зборуваат Климент сега за Ротвајлерот од Скопје, што искаса 20 луѓе. За тој пример спомна. Значи после неколку дена надлежните објавија дека Ротвајлерот е заловен и е в стационар и дадо една кратка снимка, видео, можда 2 секунди. Од тие 2 секунди што го видов кучето, го утврдив дека ова што кажува Климент дека кучето не беше тоа што искасало толку луѓе, затоа што се гледа дека тоа куче, ако иста раса, дека нема шанса да направи такво нешто по самото движење, по самата гримаса го проценив кучето. Значи замислете за 2 секунди јас тоа го ценам дека не е тоа и пишува тоа на интернет дека ќе убиете куче невино, ни криво ни должно. И на крајот испадна вистина така, дека тоа е вистина така, дека кучето друго не било тоа. Најверојатно друго куче, некој па. Значи треба многу да се пази. Така. Проценката мора да биде добра. Дори јас им предлагав, еве викнете ме, ќе дојам таму и
100% ќе ви проценам дали е тоа куќе што искасало луѓето. Пак да искаса 20 луѓе, нема шанса тоа такво куќе. Ома се познаат такво куќе. Така, значи може да се Друга работа сакам за да напомнам. евтаназијата. Извини, за евтаназијата. Значи, евтаназија во ајде да спомнаме еднушка прво програмава. Значи во програма има предвидено околу 30 точки што ја предлага до државата, до општините за да се намалат кучешките напади. И тоа го имам таму предвидено. Значи, една точка многу похумана, ви тврда многу похумана него во европските закони. Така. Кога на пример се заловуваат, еве пример тоа јавноста тоа не го знае. Кога ќе се залови, досега не е ни заловено такво куче, нити пак се размислува за таква работа. Најопасните кучина во светот, тоа се кучината кои што напаѓаат на мали деца. И кога ќе се залови такво куче, тоа куче треба да оди во стационар одредено време и таквото куче може да се среди не со прилагодување, како што кажува Друштвото за заштита на животни, што нормално тие така знаат, туку може со дресура да се спаси тоа куче. Дури и таквото куче може да остане да живее понатака. Да со дресура професионална. И да не напаѓа. Значи не мора да се убива. Евтаназијата е убиство. Значи не само одма малце кучето ќе ламни, агресивно одма евтаназија. Не сме тоа така. Несомнено, значи бара период. Тоа испомнавме. Меѓутоа примерот што го посочи преска за такиот ротвајлер кој што ние го имавме во град Охрид. Мислам дека сите запознаени со тој ротвајлер, од Битола контактирани со така друг дресер од Скопје и сите го познаваат тоа куче затоа што газдата претходно пробал да го припитуваме, меѓутоа појава на љубомора кон детенцето кој што му се родило, значи пака и животните се психолошки битија и почнала да покажува агресија за која што немаше друг начин освен тој. Меѓутоа после одреден изминат период од месец дена, значи кога се проба, се донесе пробано беше се да се ресоциализира. Ако можете за тој случај да објасна подобро. Може. Видете вака. Значи, Друштвото за заштита на животни јас ги критикувам затоа што не се работат со нас. Не се работат едноставно. Треба да се работат. Само еднаш имам несоработка, еве Климен се сеќава, значи тоа, кога ме викна Вилдана во Друштвото, рече имаме едно куче, некако ни е сумњиво, нешто му фали во мозокот. Јас викам шо расе кучето ротвајлер. Немој да очепкате, викам ома доаѓам, ке комуналец. Одам таму. Голям кучето, голям куче ги прашувам каде кучето? Тоа е грешка на баша на Друштвото за заштита на животни. Значи има примерно куче што веќе е вдомено. Од приватна го земе. Так. Човек што чува. Добро, затоа што жалел човекот. Жалел човекот, другиот исто беше негово убиство. Човекот, јас ома знаев кој е куче. Затоа што тој истиот собственик на кучето ме викна мене, нешто не ми во ред кучето да видиш. И јас викам, кучето твое, не треба ни 5 минути да чекаш. Морат одма подхитно да се евтаназира. Затоа што беше куче кое што има инстинкт да нападне на дете мало, на бебина. Дури го слеговни девојчето негово да види како ќе реагираат, одмах знаци ги покажа. Ни 5 минути и немој случајно викам да си го дал кучето поклон некаде, затоа што не ќе го евтаназира, го сакат кучето како дете. И знам дека ќе има намера да одај некаде поклон. И замислете, му дава поклон на Друштвото за заштита на животни. И сега тоа му направи таму инцидент. Ние се нафативме на таму и нам инцидент, дали може да се помогне. Видите сега која беше тука опасноста. Страјка што тоа куче стварно ме послушаа мене, тие Друштвото ме послушаа, го евтаназира со ветеринарот со собственикот го викна тука, што можеше да се случи тука. Од те комуналец беше сместено кучето, а беше лето плажа беше. Ако кучето избегаше случајно од боксот, првото дете ќе беше мртво на плажата. Значи многу треба да се пазите така. Затоа треба да се работи. Затоа треба да се работи. Ставено несомнено на Друштвото со дресерите или општината со мора со дресерите. работа, значи мора со работа, меѓутоа мора. Иако имате различни гледишта, сепак па мора да немаме се толку работува. различни гледишта, евентуално ако некојаш дресерите се осетиле нападнати од страна на активистите за заштита на Да, тоа е животните, нормално. најверојатно е поради тоа што пробуваме со одредени кучиња да им создадеме некои си човечки особини, што мене ми е да речам како љубител на животни несвојствено. Дали тоа ќе биде куче кој што ќе ни прави здраво или ќе ни стои на две раци исправено кога ќе го побараме тоа од него или ќе ни игра или ќе ни не знам што циркузи. Значи тоа е на еден начин и како да престрого ќе звучи меѓутоа тортура на животното, затоа што ти го правиш да биде нешто што не е. Меѓутоа во делот на тоа да бидит послушно, да бидит лојално кон газдата, пред се исто така, да биде да не е агресивно, да знае на ланец, така. соодветно да се движи, да не трга многу, има расика кои што вистина трга многу Да. на ланец слично, тоа несомнено сме на истата страна. Дека сте тука за истото прашање, евтаназија. Како е законски, а како треба да биде? Значи не се сложувам со законот.
Во законот, значи, ако кучето успеваат. агресивно, ќе открива таму комисијата, не знам каква комисија, и ќе одлучуваат ветеринарот дали да се евтаназираат кучето. Тотална грешка е тоа. Во законот генерално не е ни облигаторно, туку е пропишано во овој актуелниот сега, валјда ќе трпи до прва измени, пишува дека општините пред се на база на носење на своја одлука, програма и слично, кој што ќе достават од Агенција за храна и ветерина, па ако му ја прифатат, тогаш може да се прибегне, ако поистекна 30 дена не се вдома, да ги успија. Меѓутоа не е облигаторна еутаназијата и дај Боже никогаш да не постане облигаторна. Ама јас зборам сега директно еве за ваков случај, како со ротвалерот што беше од друштвена заштита. Добро, за тие поагресивните, така. За таков ротвалер. Значи, законски ќе требаше да доаѓа да се формира некоја комисија, која комисија ќе утврди дека е агресивно и дури и ветеринарот да потврди дека треба да се евтаназира кучето. Ветеринарот треба да потврди за евтаназија на куче кога кучето е тешко болно, кога веќе не може да поднеси болките и мора да се евтаназира. Тоа е работа на ветеринар. Така. Ама кога кучето е опасно, тоа не е работа на ветеринар. А државата пред грешка тука што за такви работи го повикува ветеринари да дајат мислење и тие да одлучат дали ќе се евтаназираат. Тоа е голема катастрофална грешка. Значи, дресер, стручнак треба да каже дали кучето треба да се евтаназира или не и да се со доказ да се утврди дека вистина кучето е опасно или многу опасно. Така. Опасно куче и многу опасно не е исто. Значи многу опасни кучиња, ќе повторам поеќе пати ќе зборам за нив, многу опасни кучиња, сега да го знаете тоа, се кучињата кои што напаѓаат на деца, а се многу силни. Така, така. Ајде сега накусо да ја погледнеме изјавата на портпаролот на Охридската полиција Стефан Димовски, кој што ни кажува колку во изминатава година се регистрирани напади од страна на кучина врз луѓе. Во текот на изминатата 2018 година во секторот за внатрешни работи Охрид пријавени се вкупно 37 случаи кои што се поврзани со членот 29 од Законот за прекршоци против јавниот ред и мир, односно против лица кои без надзор, без заштитни средства и без внимание ги шетале своите домашни миленици на јавни места. Во 9 од овие пријавени случаи извршен е напад на кучиња врз граѓани. По овој основ, полициската станица од општа надлежност Охрид има поднесено соодветни прекршочни пријави. Во текот на оваа година, неодамна, значи, во СВР Охрид пријавен е напад на кучиња врз граѓани, односно врз две лица кои што од нападот се здобиле со тешки телесни повреди. Секторот за внатрешни работи Охрид против собственикот на кучињата има поднесено кривична пријава што е во согласност со членот 288 од Кривичниот законник на Република Македонија. Ваквите напади кои што се регистрираат, односно се пријавуваат кај нас, ние веднаш ги процесуираме и сите наши понатамошни активности се во соработка со локалната самоуправа. Но има многу случаи кога граѓаните не ги пријавуваат нападите во полиција, односно веднаш се упатуваат во општата болница во Охрид. Ете така, тоа беше изјавата на портпаролот на Охридската полиција, кој што образложува дека има отприлика 10 напади врз луѓе од страна на бездомни кучина, 30 напади од кучина кои што имаат сопственици, кучина миленици, и 9 казни за сопственици кои што неадекватно ги чуваат своите миленици. Градановски, дали дел од овие напади вродиле и со тужби против вашето јавно предпријатие, како општина вие сте тука најповикани? Ние прво како јавно предпријатие со некоја несреќна одлука на Советот 2003 година сме задолжени за управување односно за згрижување на кучињата скитници, меѓутоа сето тоа е неплански направено, затоа што сме немале никакви услови тоа да го работиме, а сите оние тужби од лица кои што биле нападнати од кучиња скитници доаѓале на наша адреса. Значи јас со моето доаѓање на местото директор на јавното предпријатие Охридски комуналец се соочив и со неколку извршни решенија од тужители кои што не тужеле по тој основ. До овој момент, значи, веќе ги исплативме, меѓутоа и во овој момент имаме две тужби кои што се исто така од лица нападнати од кучиња скитници.
ќе се води судски процес, бидејќи сето тоа треба и да се докаже дека тие биле кучиња скитници, а не можеби кучиња кои што биле од со собственици, миленици, па пуштени на улица или напуштени од како направиле напад. Сакам да кажам дека има и такви случаи. Досега сето тоа одело на наш терет, иако сме немале не да кажам ослов, меѓутоа не сме ги третирале кучињата, немало стационар. Сте биле немотни да го решите, да, сепак може ќе кажам дека тоа е несреќна одлука на Совет за која што општината ја префрлила на Охридски комуналец вината за тие случувања. Имате ли вака прилика колку казни, например, колкави суми се зборува дека илјадници евра се тие одштети што се плаќаат? Па вака во најсвежа меморија ми е последното исплатено извршно решение беше околу 120.000 денари. Значи 2.000 евра. Да, со се камата можеби 180 беше така. Да, кој што се плаќаат. Вие, Климент, велите дека голем дел од тие напади, мислам, тврдите дека се работи дека уствари на вашиот Facebook профил прочитав неодамна дека сметате дека луѓето и лажат, фингираат напади. Да, се појавува такви злоупотреби, човекот нека е човек ако некоја добра работа, да речем, или некој да речем некоја активност и слично, не најдат начин да е злоупотреба, да речеме. Така да се јавуваат случаи да луѓе и лажно пријават дека се каснати, дури намерно да ги да речем ставаат рацете во челустата во устата на некој пријател свој кој има милјеник за да има отисок и доказ да оди лекарско да изведе дека е каснат и слично, за да стигне до финансиски прилив. Меѓутоа и најчесто она што сакам да го потенцирам е дека најчесто каснувањата се случуваат од кучиња кои што или имаат собственик, и вие го спомнавте тоа, и кои што имале собственик, меѓутоа се напуштени. Психологијата на тие кучиња е евидентна дека доживеале одредена траума, затоа што ти ако чуваш куче со години, па наеднаш го пуштиш на улица, тоа не може да се снајде, тоа паниче го бара газдата свој. Па дури случајот со девојчето кој што имаше пред неколку месеци или година беше во Пичевското село, кој што настрада, или детенце беше, не се сеќавам точно, се покажа дека е од куче со собствени, значи, кои што кучиња најчесто од таа раса ги тренираат за борби, значи. Она што е алармантно е тоа што нема никакви истраги и нема дури ни казни, нормално ако нема истраги нема ни казни, од страна на СВР, па би пренесла една порака и до потпаролот кој што ја даде изјавата да малце се фокусираат по професионално и да речем поангажирано во делот на контрола на лицата кои што чуваат раси исклучително за борби или за расплод на кученца за продавање кои што се користат за таа намена. Во Охрид, за жал, мислам за среќа, немаме евидентирано толкава појава на организирање на тие борби. Да. Меѓутоа во струшките села, во другите, на Дебар, на Тетово, најчесто знаат. За жал ги има, се појавуваат видеа. Дури имавме една несреќна изјава на еден пратеник кој што даваше поддршка на тие борби во рамките на таа нивна традиција која што била. Значи и сега баш и дресерот Ефто што спомна, замислите такво куче, но да избегат од кај газдата свој, што се може да направи. Да. Значи во тој дел за опасните кучиња, мислам дека мислам дека и последниот настан кој што беше пријавен беше од кучиња со собственик. Жена беше нападната. Да, жена, потоа и мажко што се било да и помогне на жена. И со тешки последици. Да, и двајцата беа самиот собственик на кучиња со собственик. Љубител на животни е фрапиран од тоа што подолго време тука може Ефто да каже, јас ја читав неговата книга, тука има што да каже. За случајот со дете, Климент добро си кажува човекот, убаво си кажува све, ама некои работи, вие како друштво на заштита на животни, како љубители, не ги знаете што се стручни работи. Например, со доказ ќе ви да кажам тоа. Ти спомна дека детето во Кичево беше нападнато од такви кучина, после изгледа, ти не рече, сигурно, после изгледа дека биле водени на борби. Една работа и за цела јавност. Кучињата што се употребе за борби, што луѓето ги употребе за борби, тие кучиња не напаѓаат на деца. Тоа е чудо ако нападни на дете или на човек. Затоа што тие кучиња се концентрирани за напад на куче. Значи се питоми према луѓе. Значи не е тоа да не се коригуваат тие што прават борби, демек затоа искасале луѓето или децата. Тоа е еден случај. Овој другиот случај сега, тој можеме да разговараме за последниот случај. Да. Значи за секој напад од куче точно се утврдуваат која е причината. Мене ме чуди како многу извештаи што доаѓаат од Америка, од Европа за напади, за убиства на дечина, за убиства на луѓе. Извештаите се само
како било куќето чувано, све што се десило, ама заклучок на крајот нема зошто причината која? Нема причина. Јас секогаш им пишам на интернет, кажете причината. За секој случај точно се одредува причината, многу лесно и едноставно. Но за секој причините не се исти. Причините се многу различни. И таа причина за во Кичево и една вина за оние случаи со детето мртво во Кичево имат и државата. Јас секогаш велам дека државата има голема вина за сиве случаи. Затоа што во државата законите не се баш како што треба. Затоа и предлагав јас измени на закони. И имам таа точка тука од законот. Предлагаме и ние како Сдружение на измени на законот. Можеме сега да обяснам тоа, може и покасно. Премиерот најави измени. Кажете Да, што значи имаше и во собрание дебата за... Зошто велам дека за тој случај и за многу други случаи и државата виновна? Затоа што законот вака вели. Сегашниот закон, пред 2 години се смена. Регистрираните куќина на јавно место треба да бидат заврзани, освен ловечките и овчарските куќина кои се на терен. Не може само со толку тоа. Ловечко и овчарско куќе, кога ќе е на терен, тоа треба да биде обучено, воспитано од својот собственик за да чуват стада од дивина, а не да напаѓа по луѓе. Сега најмодерно нешто е собствениците, овчарите ги съскаат куќината и по луѓе. Зошто? Деми ќе му чуват овците да му кради некој, зашто таква појава имат. И сега куќината ги прават автоматски, ги прават агресивни према луѓе, а тие куќина се законски, слободни. Слободно се држат, без поводник, без ништо. И сега ти одиш во планина, во било која причина, планинариш, или збираш печо, ги било и куќина ќе фатат некој човек и го убијат таму. Мене ми се случило. Куќината очигледно е дека, очигледно е и за тој случај со детето во Кичево, дека куќината го нападнале детето затоа што биле агресивни према луѓе. Општо. Ако не биле агресивни према луѓе, што беше појава порано, например, порано пред неколку децении, тоаш куќината овчарски ќе беше чудо да нападна луѓе. А сега се почесто напаѓаат на луѓе и на деца. Значи затоа државата треба тие закончиња да ги дотера. Јас им предлагав во тоа кај што вели дека треба да бидат слободни, под услов да бидат воспитани, да бидат миролюбиви. А не само пушти куќето на улица, а агресивно. Пак треба да има некој што ќе каже дали се тие миролюбиви или не. Јас за тоа предлагав да има секоја општина инспектор, кој што ќе биде обучен за такви ситуации. И не само за тоа. Сега ќе имаат сега стационар, ќе имаат сега шинтарска служба. Без инспектор, човек обучен за таа работа, не може тоа да функционира. Затоа што тој инспекторот ќе одреди дали е куќето агресивно, не агресивно, дали да се залови, дали да не се залови ако се тие агресивни, дали да се ефтанизират или не. Тој инспекторот сета таа работа ќе води. А тоа нема предвидено комуналист, така? Не е предвидено ни во законот. Ни во законот Ние како јавно предпријатие мораме да се држиме строго до законските прописи. Вие ќе имате ветеринар, шинтер и возило. Значи обезбедени се веќе 2 возила, опрема за заловување, шинтерска служба, значи целосно опремена и колку вработени? 20 шинтери, значи ќе имаме вработено. И ветеринарна служба. И ветеринарна служба која што ќе биде избрана на јавен повик. Така. И која што според сегашниот закон ќе ги одредува овие аномалии, Пак да нема речеме. инспектор кој ќе одлучува тогаш кој куќе ќе се организира. Не може локалната самоуправа да биде на иста линија со ветеринарниот инспектор, бидејќи ќе има судирни интереси. Ветеринарниот инспектор мора да биде независен пред се. Затоа што ако се појави аномалија, да речеме имате прифатилиште како во Скопје во Вардариште, така. Ако се појави да речеме куќињата да се чувани, имам овдека мноштво слики како страда, нема подлога на бетон, спија, влага. Значи едно чудо вирусни болести, има појава малечки куќенца преку ноќ умираат од парвовироза. Значи тогаш ќе има судирни интереси затоа што ветеринарниот инспектор ќе биде на истата линија со општината, во случајот со Скопје. Вака мора да направи тој контрола на прифатилишниот центар, да види ако има аномалии, да казни општината во случајот. Ветеринарниот инспектор, предлагате. Се сложуваме со дресерот ефто, значи ветеринарните инспектори не само еден, туку повеќе да ги има кои што ќе бидат обучени, меѓутоа и ќе бидат исполнителни на терен, на повик, на дојава. Ние како активисти за жал наидуваме на огромна пасивност од нивна страна. Кога да ги побараме, викаат дека сме на терен, ама за овци да вакцинираат или стада или за исхранава на човекот за месото, тие работи повеќе фокусот му е. А до дело додека да ни одговора на нас, поминува недела дена и веќе куќенцето кое што не е чувано соодветно и адекватно, ќе исчезне и немаме никако после доказ. А ние како граѓани немаме право да пристапиме во нечiji дом или во двор да влеземе и да му речеме вака и вака не смеш да го чуваш. Јас сакам само да објаснам тоа за тој инспекторот. Значи јас настани забуна.
Не предлагам ветеринарен инспектор. Ветеринарите не се способни за тоа да го прават. за Туку инспектор општински со закон на државно ниво, закон за инспектор општински. Секоја општина треба да има таков инспектор. За тој инспектор ќе има огромна работа. Сега да не изборам колку работи тука ќе има за него. Огромна работа. Тој ќе ги проценува сите тие случаи. И тој ќе биде тој што велите, што спомна господинот, што ќе проценуваат кога на јавно место ќе имаат некој агресивно куќе, она што предлагам јас, кога некој ќе се јави граѓани до кај него, до инспекторот, тој ќе поди на лисно место и тој ќе провери дали тоа куќе вистина агресивно или не агресивно. Ако е агресивно, шинкарската служба се прибира куќето. Имам ние случај во Воска, куќе питбул агресивно нападна неколку луѓе, нема кој да го прибери. Со следник од него некој човек таму сиромав, што збира шишина по контейнерите, а куќево опасно на улица. И јас го пријавав тоа во полиција, тој случај. Па сега луѓето таму нешто викаат мене, фала ти што не спаси од човекот, од куќето. Затоа што нападна една жена, а питбул кога ќе нападне човек, тоа се среќна околност за да се спаси човекот. Да. И сега тој напегат една жена таму комшивка и стрека и се кини палтото кој што е фатил и така да се скрила во куќата. И за тој случај, значи, кога ќе имаше инспектор, кога ќе се пријавија луѓето како што пријавувавме ние за тоа куќе, ние пријавуваме до полиција, полицијата доаѓаат и треба да утврди чиво е, ничиво. Тој со него не е мој викат. Што правиме? А тоа кога ќе имат инспектор ќе се повика шинкарската служба, го прибират куќето и понатака се знае третманот како на тоа куќе. Да, значи на последниот извините сега што се паѓам. На последниот состанок со представници од Агенција за храна и ветерина после одржаниот протест во однос на труењата, се надевам дека ќе ги споменеме, да. Ни беше преточено дека ветеринарниот инспектор да ги имат одредени ингеренции, несомнено, меѓутоа ингеренции поголеми дури имаат тие комунални инспектори. Значи во случај ако ние утврдиме дека одредено куќе е несоодветно чувано или агресивно или слично, комуналниот инспектор дури има поголема, да речам, поголем пристап да влезе во имотот приватен, нечи, отколку ветеринарниот инспектор. Ветеринарниот инспектор треба прво да поднесе дозволи, па дури да стигне до одговор од МВР, од јавно обвинителство, не знам, тек тогаш да пристапи. И она што сакам исто да го напоменам е дека како Сдружение на пати потенцираме дека ова нешто за да може да се стави во одреден ред, дали ќе се оформи одредено посебно тело во рамките на Министерство за внатрешни работи, кое што ќе има фокус од врз животните, и речеме ќе се оформи посебна полиција за заштита на животните, кој што е западната пракса. Значи вредно е да се размисли во таа насока малку повеќе. И такви законски измени предлагате. Јас само сакам да кажам, бидејќи премиерот веќе најави измени на законот, бидејќи сегашниот доколку сега општините би постапиле по законот за згрижување на кучиња, во секој случај се општините кубурат со средства и не може да ги обезбедат. Јас се надевам дека дел од овие предлози кои што во секој случај се добронамерни ќе бидат прифатени и ќе влезат во новиот закон. Да. Ако може само да ги најавиме само рекламите и ќе продолжиме, имаме уште многу за разговарање и ќе продолжиме со прашања од граѓаните, бидејќи таков е концептот на емисијата. Следат реклами. Следуваат прашањата од граѓаните. Пренесуваме овде еден коментар кој завршува во прашална форма. Во населбата Бараки, во комшиите има сосед кој што има две огромни кучина, питбули ли се, не знаат точно за која раса се работи, пуштени на улица, сами се шетаат, нема подводник, нема маска, значи сами се испуштени на улица. Сите соседи живееме во страв. Неколку пати сме го пријавиле овој случај во полиција. Кој е надлежен и зошто никој ништо не превзема? А пак Климентова, вие сега го споменавте, кој е во суштина надлежен за вакво? Надлежен за да ги санкционираат оние собственици кои што не соодветно ви чуваат домашните миленици е пред се Министерството за Агенцијата за храна и ветерина во соработка нели со Министерството за внатрешни работи, со полиција. Во член 26 од Закон за заштита и благосостојба на животните јасно се наведени неколку ставки како треба собствениците да чуваат своите милјеници. Таквото чување, како што спомнавте вие дека ги пушта, нема време газдата собственикот, па ќе ги пуштам да прошетаат, да извршат нужда, па после ќе ги приберам. Таквото нешто е казниво, значи прекршочно.
а доколку се појави, да речам, некој негативен настан и казнен, значи ќе одговара кривично. Така. Тука е наведено исто така дека своите миленици кога се шетаат, значи доволно да ги носите или на подводник или да му ставите маска, тоа е необлигаторно, меѓутоа е опцијално дадено. За жал имаше појавена доста злоупотреби од страна на СВР кога се зачестија тие казни за неносење на милениче со подводник. Моите миленици се пораснати без маска, значи и кога јас се обидов да му поставам маска, бидејќи делуваше, така да речам, поострата реакција од полициските службеници на секој чекор веќе казнуваа. Јас му нарушив нивната благосостојба. Мене не ми се движеа, по кучињата му беше нешто страно на нив. Се бунеа, ги фаќаше паника. Значи, јас бев приморан да ги шетам на подводник, секако, меѓутоа без маска. Воедно, таа маска, за жал, им оневозможува да конзумираат трева. Тие најчесто кога ги шетаме, сакаат во зависност од својот метаболизам да каснат и тревичка, значи за да олеснат ако има некоја тегоба. Со тоа ние му го спречуваме тоа. Значи пак се делува на загрозување на нивната благосостојба, а и на еден начин се порекнува овој закон за заштита и благосостојба на животните кој што го носи името. Додека за носење на маски за тие дефинирани опасни раси кои што се наведени, се сложувам дека треба да ги носат тие маски, бидејќи сепак, иако не е мерило дека таа опасна раса на дефинирани кучиња ќе е опасна, да, меѓутоа превентивно пред се, да речеме, бидејќи делува така малце подобро е да имаат. За жал мене ме санкционира пред година дена за неносење маска на моје собствено милениче кој што ми на мравка не гази. И тоа по собствено убедување на полицискиот службеник кој што не е стручен да оцени дали кучето би било опасно или не. Значи, моето куче, кога разговарав со полицискиот службеник кој ме затекна, посегна по полицискиот службеник за да го гади. Значи, расперткано со павчето, па весело, па слично. И по негова проценка дека било големо, јас имав уште две со мене, значи три миленици имам, ги шетам истовремено, значи. Другите не ги ни опори затоа што било поголемо, не е мерило ако е поголемо, баш тоа ми е најбитно, да речем. Пробав преку соодветната обжалба да се изборам за правдата, затоа што со законот не е облигаторно да се носи маска. Меѓутоа видов дека ќе заглавам во тие судски лабиринти и слично, па се откажав од таа голгота и ја платив таа казна, да речем, кој од средства кои што ми беа наменети за да наранам бездомни животинки. Му скратив од лепчето, значи за да немам губење на време по тие институции. Така да, ево, сакате вие, ајде, да, само сакам да кажам дека е проблем што немаме ние евиденција, значи како држава на бројот на домашни миленичиња, односно на собственици кои што имаат домашни миленичиња, кои што треба да извршат според законот чипирање на истите, за доколку во иднина ги пуштат на улица, според чипот да видиме кој го направил тоа и да биде соодветно санкциониран. Така. Сега по тој веќе во теке тоа чипирање, мислам, гледав има пишувано ветеринарите, така до тогаш е задолжително до сите. Јас сум сигурен дека и како ги утврдиме ево кој го чипирал, кој не го чипирал. Повеќе од 20% можеби ни толку. Да, затоа во селските средини кој би се нафатил од цело да го носи тоа свој миленик. Да, да го чипира. Ние предлагавме да има мобилни клиники, нешто што и на запад се спроведува, да речем, тие мобилни клиники вршат и стерилизација, значи на лице место тука, секако хигиенски услови обезбедени несомнено. Со давање соодветни инструкции како постоперативно да се чуваат после тие миленици и нели нормално преку казните да го опаметите на несовесен собственик. Тоа е единственото. Грдановски голем проблем е што нема ни да ги чипираат и од тоа што се плашат дека утре нивното куче дека процентот на чипирани домашни миленичиња не е поголем од 20% од реалната бројка. Стојановски во однос на прво за чипување, а после за заштита за правилното чување, да. Прво за чипување, пократко. Значи, пред 2 години кога праќа програмата, вие што точка имав? Државата или општините финансиски да помогнат на собствениците за чипување на кучињата. Чипувањето на кучињата во многу ќе допринесе за поголема безбедност на луѓето. Тогаш не постоеше такво нешто. И тогаш, еве, ќе речам го прифатиле ова. Да, што е позитивно. Што е позитивно. И сега државата ги помага собствениците да ги чипуваат кучињата. Но тука имате еден проблем сега друг, што ветеринарите
Покрај чипувањето Вакцина. барат и други додатни работи, например вакцина за бесило, а кучето не е стасано уште за таа вакцина. Или бараат пасош и кога јас ќе им поставам прашање, зошто пасош? 100 денари бил ефтин бил. Абе ефтин, ама тоа е 100 денари. Зошто пасош? Кучево моје нема да патува никаде. Зошто пасош? Ако треба ќе се. Ама тие ветеринарите гледаш, ги злоупотребуваат тие работи, државата решила да помогне, тие се прави злоупотреби тука. И луѓето избегаваат да појдат таму. Иначе е многу добра работа, чипувањето што се прави. Сега Грда вели како тоа ќе се остави на дело. Секој човек што ќе имат куче, ќе сака да иде на јавно место, кога ќе застани таму полицијата или инспекторот да рече. Како ќе утврди полицијата дали е чип? Ќе му побарат документ. Па документ нормално. Со документ. Немаш чип, казната ќе биде огромна. Така треба. Тоа ќе се тоа не е Законот проблем. има Токму тоа предвидено кажав казни. и јас, да. А има предвидено законот казни? Да. Високи. Има казни за све, за казни има. Државата за Добро, тоа казни е е добро. прва тука, казни има. Сега за корпите, за заштитните маски. Да. Ево вели Климент, неговите кучина не прифаќали, Е, има сака. проблем. Секој човек, секој собственик за своето куче мисли дека не секој, ама повеќето мисли дека кучето му е многу мирно, а во ствари кучето му е многу опасно. Не може да процени тоа. И никој собственик нема на јавно место кога ќе иде со куче агресивно, а без корпа, да признае дека кучето гај му е агресивно. Ако му реши полицајецот агресивно куче, има што ја каже, не, питал му е кучето. Затоа јас викам инспекторот е важен тука. Тој ќе проценува тие работи. Полицајците не може да проценува. Сега, како е законот за тоа? Јас барав измена на законот за заштитните маски да не стане до забуна. Вака, сегашниот поранешниот текст ствари. Вика пишано во тоа време кога пише регистрираните кучиња кога се на јавно место треба да бидат врзани со исклучок на ловечките кучиња за време на лов и овчарските кучиња кои придржуваат стадо. Значи, регистрираните кучиња кога се на јавно место треба да бидат врзани. Ова е најновиот закон. На поводник, да. Член 27. И тука не вели дека мора да има заштитна маска. Да. Сега во каква ситуација се доаѓаме во пракса. Сега луѓето земат опасно куче агресивно, апла агресивно и го шета по чаршија во плоштад со поводник. Така. Тоа куче може да искаса некој. Да, ама тоа И тоа е оправдан. во Тоа е член оправдан. 30, кај што е за опасни кучиња, си стои јасно став 3. Нема тоа дека, нема При движење кучето да го врзе на поводник и да му стави заштитна маска, Климент. вика. Кој ќе утврди дека е тоа опасно? Тоа е проблемот Собственикот ќе тука. речи на плоштад, ќе му речи на полицајецот, ми питамо куче мој. Да. Така. Како ќе казнат? Затоа сега не може полицијата понде се пријави и не сите може, пријави се да. кинат. Таму во кога ќе појдат на комисија, сите се кинат. Законот му дозволуваат на луѓето да шете без што не скине. Затоа јас тука предлагам да се регулира тоа добро. И затоа јас предложив уште пред 2 години дозвола со дозвола луѓето да си шетат своите кучиња без корпа. Така. Значи ако инспектор го прегледа и Да. утврди дека Еве кучето тоа не е како ќе се опасно, изводи. имаш дозвола. Јас ќе ми го обучам тие инспекторите за таа работа. Значи за 15-20 минути инспекторот ќе утврди дали е кучето агресивно или не и дали човекот може да шета тоа куче без засека на расата. И пип може да биде. Само за пиповот имам други таму мислења. И тогаш тој ќе му даде дозвола за одреден период. За одреден период кучето да шета без дозвола. И кога ќе застане полицијата или инспектор на улица, дозвола имам. Нема дозвола, огромна казна треба да има. Тоа многу лесно се решава, затоа што многу љубители на кучина, како и Климент, сака да шета своето куче без корпа, а кучето им е питомо. Проблемот што тие сега мислат дека им е питомо, може би проблем, а во ствари е опасно. Еве сега, еден случај ќе спомнам за воска, се деси сега брзо. Мене ми кажуваат луѓе кога се случи такво нешто, ми кажуваат мене ома. Има една жена, 70 годишна жена. Гледај дресево што ми се деси вика. Се шетам, вика, доаѓа жена друга, вика, со шартаниец, на ланец. И иде према мене. Јас имам трмио куче да ме касни. Таа вели, не се кираш и ти не знаеш колку е паметен тој ми личи тој ваков таков. И јас веќе немаше кај да бегам, кучето ме фати за рака, ми откина раката. Ајде, болки, инекции. Помина поќе месеци од тогаш, еве се раната почна ми гној, што ќе правам јас, вика, стара жена, 70 години се со тоа. А жената со кучето, после тоа почи да ја моли да не ја пријави. Значи, кога правим това за пријавите исто, но многу нели таму изјавил тој од полиција представникот дека има десетина така напади. Десетина. Само десетина кај мене луѓе се прејуваш што искасали кучина. Да, тоа го кажа и Димовски дека има на неколку месеци таа непријавени. бројка. На неколку месеци таа бројка само Видите. кај мене се прејуваш. Значи многу луѓе не ги пријавуваат Так, случаи. тоа го кажа и Димовски. Роднина или Дека своето имаме куче и или такви било кои што. што не се Видете, само да се пријавени. надоврзам. Бројката е огромна. Значи многу Многу, повеќе од многу ова. важна е реакцијата на луѓето, да речам, кога ќе се соочат при разминување со кученца и слично. Доколку, на пример,
несоодветно изреагира, значи неконтролирани гестови кои што би алудирале да речам дека посегнува по кученцето иако не му е тоа целта, нели испаничено ќе изреагираат или со најлончиња најчесто ќе забележиме луѓе кои што шетаат, па кучето ќе му се доближи до најлончето, нели, бидејќи дел од луѓето кои што ги хранат со најлончињата му создава слика, значи ќе се испаничат, ќе се исплашат, ќе оклоцнат, значи и тогаш знае да се јави одредена реакција. Чиме тука ќе те прекинам, извини, мора да те прекинам тука и тоа да се разјасни добро. За во сегашна поделба на кучињата не е тоа добро кажано и стани забуна кај луѓето. Мора да се знае точно таквото куче што ќе изреагираат на таков предизвик, што ќе изреагираат во која група на кучиња спаѓаат. И после во законите тоа ќе се дотерат. Истото инспектори со сите тие работи. Миролюбиви кучиња. Кои се миролюбиви кучиња према мојава расподелба на кучињата? Кучињата кои по провокација не напаѓаат на луѓе, тие се миролюбиви кучиња. И кога ќе биде провоцирано, не напаѓаат. А не само со еден мал предизвик, што видиш со најлуѓе со одно напани, па тоа миролюбиво, не е тоа миролюбиво веќе. Тоа веќе агресивно куче. Да, но што ако трпи повеќе напади, на пример, затоа ми агресивни. Кучињата кои без провокација, а и по провокација напаѓаат на луѓе, животни и други кучиња се агресивни кучиња. Опасни кучиња се кои се? Кои се опасни кучиња? Кои што се агресивни, а многу силни физички. Тие се опасни кучиња. Тоа многу прецизно се тврдуваат. И она четврта група многу опасни кучиња кои што напаѓаат на дечиња мали, а се физички многу силни. Тоа мора добро да се разјасни и да се дефинира точно. А не као сега што е во законот таму, немој да читај ги, не знаеш да знаеш која е куче, какво е сега. Затоа што не се сите кучиња исти. Не е ни до расите тоа. Тоа е до воспитувањето. И самите луѓе не знаат да проценат, најчесто мешаат ако куче залае, го сметаат за агресивно. Значи сега имаме и појава, нели, сепак животните имаат, да речем, нагон за да се размножуваат. И сега да речеме доколку едно кученце на плоштад сега има во фаза на циклусе. Да, се јавуваја гледачи и токму тоа го поставија како прашање и се појавувало лајње, трчање и значи не сакам да делувам субјективно, меѓутоа од искуство јас дури сум дал напад и таков апел упатен. Упатете ме кај тие чопор на кучиња, значи јас би влегол меѓу нив да ви докажам дека не е агресивно кога се кон човекот прамуваме, значи кога се во фаза на парење, значи тие се толпираат околу женката, и ние како луѓе таква паралелна напад и давам кога одиме по дискотеки, ќе забележиме некоја попорка во кативна девојка, значи се групираме околу неа, па често биваат и тепачки, да речем, заради неа. Овдека животинките се надпреварува, да, алфа мажи ако доминираат за да, нели, знаеме како одат тие закони кои што се проткаени во природата. И апелирам до луѓето да не паничат, значи најмал интерес на животните во таа фаза е насочен кон луѓето. Меѓутоа доколку ги спровоцираат, не би рекол дека не би биле. Сега имаше обколена група на туристи кинески, кои што наводно кучињата ги нападнале, ги забележав сликите и лаеле, меѓутоа се собрале малку. Да, меѓутоа јасно во сликите се гледа дека се работи за таа кучка која што во фаза на циклус и околу неа, значи немалку заинтересирани за луѓето не се, доколку не бидат провоцирани. Да, но сепак е лоша една слика. Гледката несомнено е лоша. Ние се планираме во соработка. Да се најдете обколени. Да, и со јавното предпријатие на Комуналец да на краток период ја дислоцираме таа кучка или уште една која има, да и помени тој циклус, па да ја стерилизираме, да обезбедиме преку донации. Се надевам дека во иднина ќе имаме попродлабочена соработка со Комуналец и со општината, преку проекти и слични активности, да нема толкав одлив на буџетски средства кои што би можеле да се наменат за други цели, преку фондации, да речам, преку други здруженија. Тоа е едно од прашањата, дали може да се собираат пари преку европски фондови, вие како невладини, и да можете тоа заеднички да го помагате. Може со Станчено и повеќе пати во општината претходно, значи за тоа јавно-приватно партнерство и да бидат вклучени невладени организации, волонтери и слично, за да не биде ситуацијата, нали, што спомнав, ужасните услови во стационарот во Скопје во Вардалиште. И сакам да напоменам, бидејќи убави чекори се започнати во град Охрид за решавање на овој проблем, ево и до директорот на Комуналец да при функционирањето на ова прифатилиште во иднина да бидеме пред се луѓе хумано да гледаме да ги средуваме проблемите, а сето она кое што ќе биде злоупотреба на активностите кои што град Охрид и Комуналец ги прават во таа насока, да речам со тој истовар што спомнав или да бидејќи на локацијата каде што ќе се наоѓа тоа прифатилиште е помеѓу Охрид и Струга, па има огромен простор преку ноќ
во тој район да ги стоварат и тие околу Во секој случај, прифатилишниот значи центар. нас исто ќе ни биде драго, значи да имаме Нема и- соработка. и да имаме соработка, меѓутоа и сите здруженија и активисти и љубители на животни во секој време можат да дојдат и да имаат надзор над работата на стационарот и на шинтерската служба. Заеднички, да. Тоа и во закон дури е предвидено, меѓутоа во Вардариште се вршеше огромна злоупотреба. Не е дозволено ни сликање, замислите, снимање треба скришум, затоа што јасни се во сликите не Да, се. сликите се Сите вистина, ги да. знаеме. Ужасно. Се и таму се најавуваат одредени чекори за подобрување, се чека да се реши правниот статус, знаеме тие работи што не скршна. Па лека полека веќе да се раздвижиме во насока на Подобрување на оваа состојба, така. Нормално, да. Би сакала да го прочитам овој коментар, значи од наша гледачка. Раскажува дека кучина не изе глутница кучина бездомни и го нападнале девојчето. Тоа се случило пред околу 1 година, враќајќи се дома навечер. И наместо решение на проблемот по социјалните мрежи биле осудени родителите, а кучината биле бранети. Што мисли да ефто вие за ова? Кој е виновен? Мислам дека тоа е страшна работа, страшна појава. Се случуваат кучина да раскинат детенце од 3 годишно, да го растргат на сите страни, стрејка остане живо и сега коментарите ги читам, за Хрватска беше нејде. Да. И лјадници коментари. Претежно Виновни од се женски пол. родителите, Жените, да. посебно жените. Го оправдуваат не кучето, мислам не кучето, према мене кучето не е виновно, ќе кажам за тоа. Значи, не спомнуваат за тоа дека детето е искасано дека ова туку знаеш баре некако да оправдат случајот, да го спасат кучето и што детето криво. Можда детето го провоцирало. Да. Ама Или јас си пиша родителите. вака. Како е можно, кажете ми сега, дете од 3 години да спровоцират куче, за да го искажат огромно куче. Значи, претребаат луѓето од тие работи. А иначе, точно се знае зошто кучината напаѓаат и кој е виновникот што кучината напаѓаат. Дали се домашни кучина или бездомни кучина, виновник има. Секогаш, верувајте ми мене, тоа го имам добро испитано, е човекот виновник. И сега некој ќе рече како за бездомните. Па и бездомните кучиња, луѓето ги учат, најчесто луѓето ги учат да напаѓаат. Како? Ето вие велите, не треба да се хранат. Да кажам Не. пример, Да, пример ќе ето кажам. тоа. Како бездомните кучина, Зошто? луѓето ги учат да напаѓаат по луѓе. Да, тоа кажете го. Еве како пример. Измеѓу Орман и Охрид имаше неколку кучиња што цела година лежа на патот. Луѓето се минуваа пешки и со точки покрајни така. Покрајни. Никогаш ќе не напаѓаа. Еден ден гледам активистката на Друштво за заштита на животни, баш таа Вилдана, им дават јаде, има тука викендичката тој. Им дават јаде и ги гушкат. И знам што изборуваат. Зашто ги сакат кучињата, вистина. Ја не сум против нив. И сакат билички мои, душички мои, греотички, така. И сега, остигам јас во Орман, кој во Орман Охрид е 1 километар и пол. И му кажам на брат ми, секој ден патуваш Охрид Орман со точкот, пази се кучињата што се на патот, таму и таму, сега ќе почне да напаѓаат. Не, можно вика секој ден врвам покрај нив. За недела 2 најкасно кучиња ги напаѓаат. И тој тоа му го кажуваат на таткото на Вилдана. Таткото Вилдана се насмеал и рекол, деме како глупост е тоа што Ефто го кажува. Дека кучиња ќе почне напаѓаат. Точно на 2 недели брат ми вика ме нападна кучињата. Која е причината според вас? 3 кучиња беа. Дозволи сега. После тоа почнаа сите луѓе да ги напаѓаат. И на крајот, ама веќе кога луѓето одеа таму да протестираат кај некои луѓе тука што живеат дека кучињата чили се, сите викаат не се наши кучињата. И што се случи со кучињата? Кучињата ги снема, значи ги убија. После Ги отрува, значи со отровите. Дали ги отрува или Ќе го споменем Се вршат и тоа. труење сега таму кој ги уби често. кучињата? Ги убија луѓето што ги убија или тој што ги направил кучињата агресивни. Ова појава сега. Друштвата за заштита на животни, јас ги критикувам нив за ова работа, некои го прифаќаат мојата критика и постапуваат како што ги кажувам стручно, а некои не, упорно си тераа по своје. Масовно имаше организирано хранење на кучињата по улици. Па јас ги хранам. Добро, многу добро. Многу добро, значи. Човечки и христијански. Човечки, христијански и секако да охраниш. Но сепак послушајте на нас што се справиме со кучина. Јас како пишам во таа програмата, точката таму, да се забрани неправилно хранење и милување на кучињата по улиците. Од тоа ги прави кучињата агресивни. Не на тебе. Тоа нема да биде агресивно на тебе. Ќе биде агресивно на останатите луѓе, на тие тука што минуваат. А зашо ако и некој друг му подава храна? Зашто би било се? агресивно? Јас како предлагав тоа? Оди, однеси му на страна и одлуми дека си лош човек, а не добар човек. Со тоа што вие постапите добро према кучињата, со гале вие ги храбрите, ги правите агресивни кучињата. Од најбитно и најагресивни ги направите. А ево на плоштад ние едно кученце не е агресивно, Како не? Еве случајов сега кога нападна човек тие на площад кучињата,
И тоа ако не се одбранеше, што е друго прашање веќе, дали сме да се одбрани. Ако не се одбранеше, со мавање ќе го искасаа. Тоа куче што нападна го знам која беше. Не, повеќе случаи. Ако има нападник, од поштата, од пазарот имам полно сведоци, мене ми кажуваат луѓето. Пазите, од тој пазарот има кучиња кои што полупериод си ги храни, малски миленици, се тие три, кај фото Чинго тука. Има интересна појава да 90% се однесува на миролюбивост на луѓето, меѓутоа одредени луѓе кога ќе поминат знаат да му залаат. Да. Тука треба да поставиме едно прашање дали веќе кучиња осеќаат можда и нешто дека во луѓево има агресивно, нешто се нервозни. Еве да го објаснам. Ајде поели. Не се ни нервозни, ни несигурни, ни уплашени, ни малтретирани, ништо, туку се охрабрени од луѓето кои што ги хранат. Кучето, кога ќе има свој дом, дозволете, кога ќе има свој дом и кога ќе има плюс и свој собственик, тоа што се охрабрува да биде агресивно доколку собственикот или не го прекини во таа агресивност, што му е природна агресивност. Сега, овие што хранат кучињата на улица или преправниците на плоштад, кучето тоа стекнуваат еден свој дом, тука се задржуваат и тоа веќе негов дом. Автоматски, природно, одбрана на својот дом, што е природа кај кучињата. Нормална работа е тоа. И плюс собственик кој што го гали, кој што го милуваат, кој го храбрит кучето да биде агресивно. И така кучињата станат не сите, ама повеќето ги станат агресивни и најпитомите. Таа работа треба да знаете добро и затоа јас предлагав хранете ги кучињата, не велам да ги храните, ама избегавајте го милувањето. Милувањето на непознатото куче го правите агресивно. Би било несочувствено наша страна сега кученцето ти правуваат емпатија кон тебе и слично, само па сега тоа е природа, тоа е природа. Сега некои од тие љубители на кучина, кога ќе им го објаснам ова, го прифаќаат моето. И гледам да вистина постапува така. А некој нека си тера по свој. Ако знаете, ако сум му докажал дека кучето ќе направи агресивно и после некој ден викам гледа се кучињата, гледај какви се сега, ќе видиш какви се после некој месец. И вистина агресивни. Па ево конкретно јас моите кучиња ги чувам 5-6 години минимум, значи по кучешки 30 години кусот, значи му доаѓа дека имаат веќе. Си го васпитал добро, затоа не е агресивно. Ама го хранам, а не покажуваат агресивност за бездомните. Тој зборува за бездомните кои што се на улица и кои што сабајлето ја објави сликата, две ги имаме кучки стерилизирани во малата, со години само 2-3 ги храниме спрема никого. Не велам јас дека сите кучиња, ама повеќето ќе станат. Ево да речам и тоа сакам и до комуналици исто уште еден апел да упатам. Претходно имавме како здружение огромен проблем со тоа што ако кучињата нели бидејќи немаше најави за отворен прифатилиштен центар, не ги заловува како другите, да речам, градови, сепак посовесни се покажа Охрид во тој дел, не ги носат по другите градови, меѓутоа се појавуваше појава на кучиња од Охрид да ги најдеме на депонија Буково испрлени, кои што после ги правам за старата локална гарнитура, беше поднесена соодветна пријава за тоа што тоа е противзаконски, не смеете значи да ги транспортирате на дел кој што не е наменет за нив, а и дел каде што поминува нели магистралниот пат тука за Охрид спрема Битола. Сообраќајка може да се предизвика, се дешава, значи изгазени, да. И сега се упатувам напати од чисто хумана побуда, не да изигравам херој, не да се правам нешто попаметен од сите и слично. Ги мислам едноставно и одам значи во депонијата каде што има над 100 кучиња. И се прашувам како мене тие кучиња кои што се изгладнети, не знаеме од как се испуштени, што се испуштени, каков третман добиле при заловувањето, да речам, при третманот добиле во претходната средина, како воопшто не покажува никаква агресија ни спрема мене, нити спрема, да речам, таму имате лица од ромската заедница кои што собираат шишиња, не? И баш разговарам напати кога ќе одам како со кучиња оку дали ви се десило да ве нападна нешто, не викат, значи, а не ги ни хранат, ето да речам. Значи пак тука има простор за многу најголем проблем е кај граѓаните кои што мислат дека кучето го гледа дека е питомо и мислат сите кучиња се питоми. И дури на детенцето своје ќе му дозволи да погали тоа бездомно куче или да погали некое домашно куче за кое што собственикот покрај него вели многу паметно, не пресекирајте се, а јас знам полно случаи кај што се искасани дечиња од таа работа. Многу треба да се внимава кај децата. Или дозволете вдомување на кучина. И тука имате една голема неправилност. Значи за да вдомиш куче, вие сте активисти, тоа го правите, значи. Вдомувате куче. Кучето кој го испита дека немате агресивност во него па да напред белја таму. Јас имам неколку случаи од Охрид што луѓето дојде да ме праша мене вдомим не куче, не иска за куче. Добро, најчесто ги вдомуваат како малечки, затоа. Значи тој инспекторот што предлагам јас и таа работа ќе води. Прво ќе го испиташ кучето, а после ќе одеш на вдомување. Не може да така.
Ајде да вклучат се слободно. Секако го прифаќам апелот од Климент. Ние како раководство на јавното предпријатие од самото почнување, со раководење на ова предпријатие, се вклучивме во активност, за превземање на сите законски мерки за отварање на стационар и за згрижување на кучињата. Се она што претходно се случувало, како што спомна, например, носењето во Буково, за мене се тие непознати работи и тврдам дека како јавно предпријатие работиме исклучиво по законски прописи и регулативи. Доколку не работевме по тие регулативи, сигурно нема да беше толкава бројката на кучиња кои што во моментов се, како што и сами кажавте, бројката е можеби алармантна и најголема од досега. Така. Да, затоа е толкава. Да, од прилика споменавте околу 500 дефинитивно, ништо не е превземено, се со цел да, што и да превземевме до овој момент, ќе беше незаконски. Да, имаме искуства, ги труеле, ги избавувале, ги селеле, те вели Климент, имале прилика да ги гледаат и по депонии. Некако е симптоматично што кога ќе се појават труења во Македонија, се појавуваат наеднаш во сите градови, да речеме, делува како да е некако масовно и организирано. Да, посебно години уназад претходно. Јас сакам да кажам дека најчесто во оние ситуации каде што, како што кажа, има женка и чопор на кучиња околу нив, имам добивано и повици од граѓани кои што сами се нафаќаат да трујат. На сите им објаснуваме дека постапката е при крај, дека почнува. Точно, се работи за штраф, не се работи за... Не е решение никако, меѓутоа да омраза кон кучињата или нешто слично, едноставно граѓаните се плашат. Не можете да ги земате работите во своји раце ако законот, да речам, не се спроведе. Апсолутно е нехумано да се убиваат, тука нема значи. И грев голем пред се, значи да убиеш едно така битие кое што Бог не заџаве го створи пред се. Тоа и со отровите, значи покрај што е забрането со овој закон, тоа подлежи на санкција од кривичниот закон согласно член 233. Затоа што тоа е расфрлање на отровни супстанции во животна средина, тоа е свирепо убиство на животни. Не прамуваве само на кучиња, те завршуваат злоупотреби на тие отрови на бездомни кучиња, значи не само на нив, туку имаме доста отруени сопствени миленици, значи наши миленици кои што ни се делат фамилијата, па тоа се огромни трауми. Затоа што приврзани како членови од фамилијата ние тие кучиња ги гледам или мачиња, мене мачијето ми имаат отруено години назад. Меѓутоа тешко е тоа да се докажи и она што е алармантно е што отровите се продаваат од поттезга, значи иако е забраната на тие отрови, Министерството за земјоделство и шумарство согласно таму законите нивни не сме да се продава тој отров ланате. Значи со закон е забрането, бидејќи тој отров ако дојде во контакт со тој отров и човек, а ние често доаѓаме кога правиме обид за да ги спасиме тие кучиња кои што ќе ги начекаме за жал затруени, ние тогаш не мислиме многу свесно, туку делуваме, фаќаме да го спасиме, што ако јас стапам во контакт со тој отров, го вдишам, едноставно го голтнам несвесно кој ќе одговара тогаш. Или миленикот твој да го донесе тој отров, дечиња ти игра во дворот и значи ево кај мене во малата сум до школа. До сега 2-3 пати е десено поединечен, не масовен, значи тоа некоја личност го доставила отровот тука во Бизнема го расфрлила до училиште. Дечиња на школа. Значи и гледката на отруеното битие, несомнено гледката како умира, испушта душа е траурна. Знае да повреди кревката детска психа, не па да речам, не дај Боже да стапа во контакт со таа опасна. Да има и човечки жртви. Значи пак стигнуваме до тоа, треба институциите посериозно да пристапат во оваа проблематика, правамуваме посебно фокусот пак го става на Министерство за внатрешни работи. Да се води истрага, да се најдат. Бидејќи многу полициски службеници не го знаеле законот кога сме пријавувале за труења, за повреди, за напуштени миленици, несовесни чувања. Тие не знаат точно и не излегуваат одма. Треба преку внатрешна контрола да притискаме за да ги засукат ракавите нешто, да се. Јас обратно мислам тука, значи јас не се сложам дека полицијата е таа, разбираш, тоа или за кривичен закон се прекратува, мора полицијата. Зошто велам тоа? Нели масовни труења се случува во цела територија Македонија? Да. Кога? Секогаш кога ќе се случи некој напад, тежок напад некој на некој човек. Да, луѓето сами преземаат мерки, и тоа не може ни полиција, ни држава, никој да го спречи. Затоа јас увек и во програмата го велам тоа и со огромни букви. Со заштита на луѓето од кучешки напади, ќе се заштитат и кучињата од масовни труења и убивања.
Значи, да се заштитат луѓето прво треба. А тука е државата, тука се општините, тука се собствениците на куќина, едукацијата, еве, тие едукација прават на граѓаните, на луѓето, имаме на забелешка на вас тука во таа едукација. И со таа едукација и со тие правила законски нема да имат напади, ќе се сведат на минимум и тоаш нема ни масовни труење убивања. Иначе полицијата дека ги спречи тако нешто нема шанса тоа да се спречи. Еве Клименте на забелешка до тебе лично. Значи добронамерна. Значи ти на преходна емисија те слушав, кажа дека на прашање на јарката што активност имате, ти рече дека имате активности за едукација на децата во средните школи. Имавме еден проект дека бев добронамерно го кажувам ова. Така да. Јас го кажувам како од пракса, од искуство. Значи едукација на децата по основните школи и по средните школи. Каква едукација ве прашам јарката, вие рековте, па ете ги учиме децата да ги сакаат куќината, што е нормално, што е убаво, така. Да и одиме по школите и рековте дури има некои директори не дозволуваат да правиме едукација, иначе сте оделе по школите. Сега, во што е тука проблемот? Едукацијата ваша врз децата е тотално поразлична од мојата, например, едукација. Што јас се кажам за истата работа. Ти рече вака, со ми зборој, ќе цитирам збороите. Ти рече одиме и на децата им кажуваме да ги сакаат како, па кога ќе видите улично куќе или било како куќе, помилувајте го, речете му ова, она, тоа е сето убаво. Тоа е сето убаво. Ама ги ставате децата во такава опасност. И плюс тоа, зашто јас никогаш не сум отишол во училиште да правам едукација на децата? Затоа што прво немам дозвола од министерство. Вие без дозвола од министерство го правевте тоа. И дури сам рече дека некои директори не дозволуваат, па биле паметни, затоа не ви дозволиле. Ама директорите кога потпишуваат овој проект. Да објаснам тоа да ми сватат гледачите погрешно сега види. Едукацијата твоја е тотално погрешна. Ти го учиш детето. Не тоа зборови мои. Да, твои зборови. Дека треба да му пристапуваат директно, не, туку да знаат како да Што цел ти беше да ги сакаат куќината, така? Ама тоа зашто е погрешно? Затоа што дете како дете утре ќе појде на улица, ќе повели куќе, ќе биде фатено за лице вака од куќето, што направиме после. Така да, затоа и носевме. Како е мојата едукација? Еве мојата едукација и во книгава имам што имам објавено таа едукација кратка. Значи, кога ќе видите, кога ќе следните на улица човек со куќе, со собствени заедно. Да не збориме за улични куќиња. Никогаш немој да му поверувате на собственикот дека куќето е мирно, миролюбиво, вакво, такво, паметно. Детето на детето ваше немој во никој случај да му дозволи да погали непознато куќе. Се сложувам, децата има неконтролирани движења најчесто на телото, кое што без разлика. Мене ми се случило, ова и преска сакав да го кажам, значи особено треба да обрнува внимание. Мене ми се случило, значи моје кученце кое што со дечиња си играат од малата, значи кога ќе опуштам во заграден двор да трчка во тревата, случајно некој од комшиите имаше фрлено коска тука во тревата и јас забележав дека ја лоцира коската, ама во моментот додека јас му викнав истовремено на детето немој да му се доближи, значи затоа што имаат храна. Да. Тој како и наетливо да го забрза чекорите му се доближи и го гризна малце, значи, ама сепак е гризот. Имаше тука основ да ме тужат комшиите, јас се сложив со тоа, значи пак е до одреден степен моја невнимателност, меѓутоа детенцето го опомена пред се. Значи кога има куќе во близина на храна, не само на дечињата, туку и на возрастните, не се препорачува да му се не се знае тога што ќе се случи, дали храна, дали било некој, има полно предизвици за куќето. Така може. Еве сега овие куќиња што нападна жената и човекот. На тој дечкото го знам вака од интернет и ги видов куќињата јас во еден школски двор. Што раста беа куќината, извинете? Кани Косо. И јас пробав да го посоветувам човекот на интернет на времето. Мене ме изненадува во однос на тој случај, сега да не го глорифицираме. Куќињата се опасни, истите не се миролюбиви. Куќиња кои што нападнаа, значи луѓето мислат и тој случај, луѓето мислат дека куќињата му се паметни, миролюбиви, а не се свесни дека куќето му е многу опасно. Јас не кривам луѓето дека не се свесни луѓето за тоа. Тоа е најопасната работа кај куќињата, што собственикот на куќето не е свесен дека куќето му е опасно. И закон што ќе следи во тој случај? Еден проблем, не знам општината во соработа со комуналеш дали има во предвид, значи бидејќи ние како љубители на животни не во Скопје имате на паркови за миленици. Не можете цело време на подводник, вие морате негде да го пуштите да си истрчат кученцето, значи живо битие сака да се подира, се потачка слободно, нели? Слободни сме створени сите. Дали имате во најава, да речам, или преку проект да се отвори еден... се размислува на еден таков проект. Уствари проектот веќе се изработува, се одредува се уште локацијата каде би имало таков еден парк поголем токму за шетање на домашни миленици, да. Тоа значи тоа би бил сигурно изолиран.
Така ефто, Јас сум треба да заграден изолира. се, тоа Така, заграден, заграден, специјално, да, настрана, Видете, да јас знаат без да не да може ги луѓе видам да тие имаат. паркови за миленици, тоа е многу убава работа, поскапа можда за општината малце, ама е добра за собственици куќина кои што сака да ја пушта куќината се изнатрчаат. Забелешка имам на тие што треба да се надополнат, што тука пуштаат и куќина од многу опасните раси, ризични раси, како пибл, стафорд, ротвајлер. Не се пушта тако куќа меѓу другите куќина. Тие се куќина. Може да го фатат другото куќе Точно, помалото да, тоа да па да ја убијат. Значи, А таму е дозволено сите. И сега овие луѓе што доаѓаат таму со мали куќина, многу се плашат од овие кои да со питбулите. Ама затоа си се договараме, Затоа јас предлагам, одреден период ама нема самото тука договарање, тука со закон следвачото, има за таа значи, работа. Затоа си предлагам поеден. питбулите и стафордите тие опасни куќини што се да бидат со корпа на тревото. Нека опуштите ама да биде со заштитна маска. Така, кои се со Друга работа тука само. забелешка. Натре во тие паркови за куќина, примеров луѓе што доаѓаат со дечиња малечки натре. Тоа опасна работа е тоа. Тие мислат со свенце куќето ми е мирно, а куќето може да фати детето да убие на место. Значи, треба се забрани влегување во тие паркови за куќина на дечиња малечки. Тоа е до совеста на собствениците, пак. Ама нема треба тука да е. совест, тоа за све закон треба. Нема совест, кога дете до фира после нема тука не знал човекот. Така ќе после не знаеме што се деси. Јас имам полно случаи на искасани луѓе од чото не знаеме што се му се деси на куќево. А пред да му кажам куќето ти е опасно бе човек. Во сред чаршија не човек не викате луѓе да ме знам ќе ме прашаат за куќето. Во сред чаршија. Абе прво држете куќево вие опасно викам аз. Не бе вика секој ден се ушата мене по чаршија. И во истиот момент куќето за милиметар да фати човек. За истиот момент, за на друг човек. Значи не се свесни луѓето дека куќето ми е опасно. А да не збориме за оние силни раси што напаѓаат на дечја мали, тоа е веќе страшна работа. А што мислите дека лесно може да се ресоциализираат тие опасни куќини? Да. Сте имали случаи, пишувате во книгата, дека со кратка дресура може да се промени карактерот, агресивноста. Еве за најопасните на пример, кога напаѓаат на дечина. Или оние многу агресивни куќина. Низацијата мои се поминат и многу такви куќина. Еве најмалце 50 куќина кои што треба да ги губиат луѓето. Тоа е ќе мен за 1 месец куќето си проводи живее како што сака да биде многу пастош, многу добро. Затоа јас не се сложам со европските закони. Таму тие се прават многу хумани, многу похумани од нас, а само куќето малце да изреагираат и тие агресивно евтаназија. А куќето може да се среди. Јас кога вежбам такви куќина ми се има случајно да ми забележа луѓе. На пример, една жена ми вака: "Господине, не треба така да се однесувате со куќето. Ти го искара премалце куќето." Јас ја прашам: "Колку искуство имате со куќина?" Ам чував едно куќе пред 10 години малце 1 месец два. Ами јас ми кажам ти кажам колку имам. И се ти мене ќе ми кажеш како треба. Или сум го пачукнал куќето малце со ногата, така? И господјата ми вели мене вака ми вели господјата: "Господине, жената си во право, љубител на куќина. Ти го удри куќето, јас те видов премалце. А куќе пибул. Ајде, послушај ме сега. Кој кажав за куќето, вака ми каже од на балконот: "Молим те, извини што ти реков така. Затоа што тоа куќе луѓето ми го донесува како последен спас. Куќето рече го сакаме како дете, последна надежни си ти за куќево. Дали ќе мој да се спаси? Ќе мора да го убиеме. Зашто напаѓало на бебина и еден момент ми избегало страјка за секунд детето го пишувате тоа во вашата вашата книга, го читав. И јас сум еден од поредките кои што би го подржал за тоа дека пак дека треба некое правилно воспитување некогаш е потребно. Како кај децата? Аматер не. Аматерите не може тоа да направат. Аматерот не знае како да го искара куќето или како да го казни. Ото ќе го казни премногу, ќе го уплаши. Или помалце ќе го охрабри уште поеќе. Или еден вака ми вели мене: ми сгреши куќето нешто, бевто, најшо му направи. 3 дена го остави без јадење и без вода. Ше поеќе агресија ќе му. Глупост невидена. Како кај децата, значи како делува. Воспитувачки, кога добриот збор нема. Тоа е грешка. Значи сепак грешката е во луѓето. Јас секогаш велам, никогаш куќето не е виновно и колку бела голема да напред. Секогаш е човекот виновен. Зошто? Собственикот за домашните куќина, а граѓаните за уличните куќина. Зошто граѓаните за уличните куќина? Пример хранењето. Друго, добриот однос, јас имам контрамислење на нив, значи добриот однос према куќината ги прави агресивни. А лошиот однос ги прави малце попримани, затоа што знае дека таму лоши се луѓе да ќе сипеат на друга страна, нема да напаѓаат слободно. А вака куќината луѓето ги храбрат по улици, ги храбрат што сака да прават полицијата. Напати јас велам дека најкев ми се кученца кои што се држа на дистанца од човек. Затоа што знаат искусиво. Да речам, не лесно не пристапуваат кон човекот со доверба, затоа што
Јас сум добар да речам миролюбив. Да ги сакаш, да. Тоа некој друг не така, се плашиш, има коцата луѓе кои што и- се плашат, но има луѓе кои што се плашат и реагираат, не, Така, па и значи, ќе бидат пак, нападнати, велат, ми го едукативната чувствувам стравот, едукативната компонента несомнено не треба само да се сведи на невладини Ајде да го организации, споменеме туку и, сега. Нели и законот Да. и програмата на власта која што е сега актуелна налагаше дека ќе се вметни во образовниот систем едукативни елементи. Каде што ќе биде вклучено несомнено повеќе лица, дресери од невладините организации, Така. од да речеме од Агенција за храна и ветерина, ветеринарни инспектори, буквално сите, за да Така, се сите тоа, институции заедно. Ајде уште едно-две прашања и привршуваме, се ближиме кон крајот. Би сакала да споменеме вчера, синоќа, дел од активистите правеа импровизирани куќерки кои што ги сместуваат низ градот. Што мислите за тоа? Ај прво Грдановски да го вклучиме. Што мислите за тој потек на граѓаните? Јас тој потек го поздравувам, тоа се граѓани кои што се грижат, значи се љубители на животните, меѓутоа сметам дека сепак треба да одиме кон системско решение, законско решение на овој проблем, затоа што тоа е единствениот начин за да стигнеме до одредено ниво каде што пак ќе кажам прво да ги заштитиме граѓаните. Безбедност на граѓаните. Стојановски, што мислите ви за вие тие не куќички на сам плоштад и низ Куќината центарот што на се на градот? улица. Па поготово тие што се родени на улица или подолго време на улица, тие се веќе прилагодени да живеат на улица. На тие куќина ако им понудите да бидат во стационар, не ќе сакаат. Ќе бегаат од стационарот. Ќе одат само за кога му фрлат јадење подобро и тоа повкусно јадење од она што има на улица. Значи, нема и исто тие тоа и за чување од ладно, од зима. Зошто куќарка? Куќето што е на улица знае да се снајди. Сега ние Сибир некаде и некоја друга толку ладна држава, посебно Охрид довека со ваква температура, затоа ништо не е за куќината. Куќината многу лесно се прилагодат и си најдваат свое место. Тие се прилагодени во градот. Градот е за нив природата, природното место на живеење. И ова што ги облекуваат куќината сега. Свесно го правит куќето неотпорно, неспособно за живот. Ај сега некои оние мали куќина што стално се востану во топло, пак изгледа надвор, тие да. Ама гледам го чувал во дворот на го облеквит. Зошто? Го прави неспособно за живот куќето. Значи нема потреба од куќарки правиме, барем за Охрид. И јас да Вие кажам, да, значи што мислите за така, куќарките? Се сложувам со господинот Ефто дека претерве некои луѓе со однос во однос на таа сочувственост и во однос на тој западен модернизам што го викаме често. Куќињата се имаат имунитет, се имаат да речам циркулација на својата на крвта, да речем, и начини како природата го решила тоа, или Господ. Можат да ја преживеат зимата. Да, значи поинаков отколку човекот и за поиздржливи. Овој гест го поздравувам, пак бидејќи делува, да речам, кон подигнување на емпатијата на луѓето и кон подигнување на тоа дека како луѓе треба пак да делуваме нешто, а не само да реагираме куцајки на Facebook или да речем да реагираме без да ги засукаме ракавите. Дали тоа ќе во насока на нивната заштита или па оние луѓе кои што на пример најчесто реагира дека не сакам ниедно куќе на улица да имат, кога сум ми рекол кога бевте вие со мене во општина за да најдеме некој решение, пошто и јас не сакам, замолчувале, значи ги нема, тие само да се истушат као и да поттикнат некој си гнев. А меѓутоа, како што викат и Ефто, значи, нема кученце кој што по дефолт е виновно, тоа само тоа кој човек не мешал прсти, јас сум присталица на таа теорија, бидејќи кучето не мокно да се брани, нормално е да по линија на помал отпор него да го обвиниме и да си ја кажеме само едната страна на нештата и да си се себе оправдаме. Кој човек би признал дека крив сум, дека кучето ме казна. И куќарките на еден начин ќе зголемат агресивноста ќе кучината. Ајде кажете кој тоа да слушнеме. Па куќарката автоматски тоа е веќе Дека иде збор од во негов дом. и куќата неговиот дом. И тоа ќе тоа може да допринесе напаѓа. да ќе допринесе за поголема агресивност. Плюс она милувањето што викаме. Да, како што реков ти, милувањето и хранењето на улица и куќе, сега тоа би значило ќе штити својата територија, утре кога ќе минува друго куќе или луѓе, значи негативно би се Јас одразило. предлагав секој човек пред зградите, пред куќите, имаме случај пред куќата храни бездомно куќе и куќето веќе ставите агресивно, а не го прибара во куќата. И тоа куќе ако направи него проблем, тоа што и ома вика не е моје куќето. Да, оправдано. многу е лесно, да. И тоа треба да Многу се лесно да се и тоа треба да се следи, зашто ќе знае тој дека ќе се третира како собствен на куќето, тој и поинаку ќе се однесе Да, према тоа куќето. ќе има одговорност. Малце тука симптоматична
Значи, сабајлето јас 2 кученца ви спомнав дека ги хранев малски миленици пред куќата. Значи, јас имам веќе 3 миленици. Сега, ако кучето, тоа е... Не ни верувам дека е можно да покажете агресија, меѓутоа, ево, не знаеме. Имало случаеви и така, велиевте во книгата. Како јас да кажам дека тоа е моје куче ако сум го хранил? Значи, нема логика. Направи проблем куче кога ќе касни некој, тогаш луѓето викаат не е мој куче, а како не е твој, кога ти го храниш, ти го чуваш. Не. Хранам 20 кучиња, што сите се мои. Не за тој случај, зборам за пред куќата се. Пред твојата куќа му даваш куче некој безумни, јадење свет тука го милуваш, ама натре не го примаш. Ама немам услови, јас сите ќе ги направи луѓето кажат од него е кучето. Како ова е за Алтанимо што ви кажам за Орман. Кум појде ке човекот таму луѓето обе кучина, а твој искаса луѓето. Мислам дека тука е друга некоја причина, често се дешава, јас имам разговарани со особата со која што ја спомна. Се дешава да луѓе од селото покажат агресија спрема нив, дали со лопати ги една година кучињата беа питоми. Дали со пушки ќе пукнат нешто. Еднишка точно за оние венеди што кажат, значи, стана агресивни. агресивни. Простор, значи за други причини може да спомна повеќе причини може да ја опрашаме, можеме да речеме. Разни причини има. И во книгава објаснам 2 причини. Прв пат во Европа тоа го кажувам, во светот прв пат. Никој досега тоа не го напишал. Зошто кучињата ги бидат мали деца? А јас го напишав тоа зарад тоа што слушнав дека во Европа, на ниво на Европа се собрале сите експерти и расправале по една точка на дневен ред. Која е причина што луѓе од кучина ги исполбија децата по Европа? Кај нас немаше такви. Кога пишува в книгата, кај нас немаше такви случаи. И јас кога напишав книгата и тоа го напишав дека за брзо време тоа ќе стигне кај нас. И дојде кај нас. Детето, жената, другата жена. Така, имаше неколку случаи само во регионот. Центар Жупа, Кичево, значи веќе имаше примери. Темата ни е долга, имаме уште многу да се расприкажеме, но за жал толку е времето, мора да привршуваме. Ајде за крај, ефто од вас би сакала да слушнаме една порака до Охриѓани, да им кажете како да се одбранат доколку дојде до напад од куче, бидејќи и тоа го образложувате во книгата. Порачајте им, кажете им како да се однесуваат ако видат некој иако се дел. За да се одбранат луѓето од кучешки напади на улица, од улични кучина, тоа треба да се објасни многу опширно и за тоа планирам да направиме на брошурка кратка. Добро. Затоа што тука има многу ситуации. Да, верувам, да, различни. Наједноставното одбраниње, спасување од напади на кучина, од оние прави улични кучина е да се одбраниш. Самиот да се браниш, да не покади страф, што види Климент, да не покади страф. На тој начин кучината овој ќе се тргне настрана. А ако бегаш ќе ти искасат. Ама тука е проблемот што меѓу тие кучина има многу домашни кучина кои што се навистина опасни, пуштени на улица. Или имат од опасните раси кои што се на улица. Ви кажам дека питбул имам видео на изразот кој се шетаат. Не може никој, не постои човек што ќе се одбрани од питбул доколку е агресивен, доколку го нападне човекот. Значи нема шанса да се одбраниш. Затоа дојде време, јас поќе пати го велам, дојде време луѓето да учат од интернет кои раси кои се. Хитара. Да се внимателни и предпазливи, да ги чуваат децата подалеку од тие кучина, давате. За децата посебно сакам да кажам. За децата посебно, значи. Многу е ризично каде што во комши имате питбул или стафорд, ротвајдер, тоа се ино долго аргентино, овие раси, како ризични раси. Имате во комши тако, а имате дечиња малечки. Тие собственици на кучината треба да ги повремено да ги испитаат кучината од стручно лице дали се агресивни на дечиња, зашто собственикот не е свесен дека кучињата му се опасни, затоа што тие таквите кучина не се како улични што напаѓаат по луѓе, тие не напаѓаат на луѓе, се многу питоми кучина. Мој секој ти клоца, ама детето ќе го бие. Затоа јас имам тука точка во програмата каде што предлагам не само за Македонија, за цел свет. Секаде питбулот и стафордот и ротвајлерот да се проверат. Еднушка доволно е, после една година старост или после година и по старост, да се провери тоа стручно лице дали имаат инстинкт за дечина напаѓање. А ако тоа се провервеше, или еве ова книга ако има прочитано луѓето што децата денес ќе им се мртви, децата ќе им беа живи. Сигурен сум за тоа. Затоа што не ќе беа толку луѓето наивни да дозволат детето да му изе кучето пред нив. Или туѓо куче, кај што отишле на гости или на улица или дома, своето куче. Такви случаи полно не треба тоа да бегаме. Некој ми забележа затоа што јас го кажувам тоа. Нека тоа страшни работи нема да кажуваме. Тама ќе се чуваат, затоа ги кажувам. За да не се случи за внимателност. Значи Македонија, прво ние Македонија да направиме тоа, не треба чекаме некој друг да направи после ние. Одма проверка, еве нека речи Климент дали не се сложите или тие. Проверка на секој куче од овие неколку раси, дали имате тоа не е нешто страшна работа. Проверката е кратка. И ќе се дови проверка, ќе му кажеш на човекот дека кучето му е сигурно, а не вака човекот не знае дека кучето му е опасно. Па имам такви кучиња полно да си досега. Што напаѓале дечиња. Во Охрид имаме можда над 10 случаи што за милиметар за влакно се спасени бебиња од кучињата од раце.
Одуста му ги Да, назад. ве читав, имате пишувано, да. Да. Тоа. Грдановски, од вас би сакала да им кажете на граѓаните кога се очекуваете стартот на работата на стационар. Може ли да кажеме дата некоја? Мене ми е драго што после долги години чекање сме значи веќе на Чекор да, до на решавање чекор до на решавање на проблемот и на чекор до почнување на функционирање на тој стационар. Како што кажа, значи до 31 јануари треба јавното претпријатие преку управниот одбор да го донесе планот за јавни набавки, после кој план ќе донесеме, ќе објавиме повик, значи јавен оглас за добивање на услуги од ветеринарна служба. Колку ќе трае тоа отприлика? Околу 15 на ден. Значи стартот би бил средина на февруари веќе. Па јас сепак би рекол дека на околу 1 март би можело официјално да започнеме. Бидејќи знаете тие постапки имаат, можеби никој нема да се јави, можеби ќе има жалби едно друго. Значи околу тие ситуации не можам да предвидам. Се остави добро време. Затоа велам дека околу 1 март би требало да почне да функционира, што сепак е многу брзо време со оглед на годините чекање и се надевам дека овие чекори кои што ги сега ги преземаме ќе ги намалат овие немили настани за кои што доста дискутиравме сега овдека. И ќе бидат едно системско решавање на проблемот. Така. Климент, вашата порака до Охриѓани, ете како љубител на животните за крај. Мојата порака до Охриѓани, генерално до граѓаните на Македонија, до секој човек е да реагираат соодветно спрема бездомните животни, кога велам соодветно мислам на хумано. Значи пред се сме луѓе и со чувството, совеста и хуманоста не прави да сме луѓе, сето друго не прави да сме подобро од зверовите. Така да, кога ќе се соочат со гледки на така поголема бројка на бездомни куќиња, па и нека не е поголема едно или две, нема потреба паника, бидејќи секоја панична реакција не само во однос на нив, туку и во однос на човек со човек, знаеме дека знае да создаде негативни ефекти. Секакво превземање на нештата за средување на нештата, значи во наводници средување на своји раце, тоа што се отровите, што спомнав, или пушките, или имате и такви случаи, или секира, имавме куќе удрено со секира, некако преживеа и го спомнав, го вдомивме да дури странство од Будимпешта. Значи, да не се прават самотни, да не се стават во улога на воптие, има институции, има, ево, започнуваме со примена на механизмите за решавање на тој проблем. И она што сакам да го апелираме дека колку год да се чипираат, ако не се направи некој напор во однос на таа стерилизација, која што пак ќе речам, не сум присталица на тоа да биде облигаторна, бидејќи сепак има луѓе кои што од етичка побуда не сакаат да го ојавуваат своето младениче. Има некои кои што ги размножуваат кучињата и ги вдомуваат кај соодветни луѓе кои што со години му ги информираат како го чуваат, што го чува, нели не можеме така, тоа е малце тема која што во собрание се начна, меѓутоа се пролонгира околу носење на тој закон. Меѓутоа за бездомните животни несомнено дека стерилизацијата е единствена алтернатива, бидејќи ќе се размножуваат и ќе нема крај. Да, крај навистина, ќе биде голем проблем и сега. Да се вдомуваат може и толку завршуваме. Ајде Стојановски. Значи кастрација, тоа е нов предлог, сега актуелен од неколку претенички во собрание и дури на комисија поминал предлогот. Да се кастрираат сите кучина и како бездомните, така и домашните. Тоа не е само што не е добро, туку е глупаво. Вервете, глупа се. Тоа го донесе, сигурен сум дека претеничките тоа го предложите, не дека тие тоа го знаат така, туку се некој им подрекол така, некој од Друштво за заштита живот предпоставувам дека така. Сега, зошто? Еве ќе поставам јас некој прашање, јавно ќе поставам некој прашање. Што со службените кучина кои што се спасители кучина? Не ќе може да биде поќе тоа. Што со оние за дрога, за експлозив, за разбивање гужи? Не ќе може веќе тоа да бидат. Ќе бидат, ама ќе се урни нивната способност. Ќе се намали тотално. Ви замислите шапанинец. Тоа што шапанинците кои што чуваат стада, готово. Со ловечките кучина, готово. Со домашните кучина кои што чуваат магазини. 90% од луѓето кои што дај кајме за учење на кучината, ги сакаат тие чуварски вежби, чувањето на кучината, чуварските вежби. Сите тие ќе треба да се откажат. Затоа велам, не само што не е добро тоа, туку е глупост. Ево јас нигде во светот дозволено. И никаде во светот нема ниту една држава каде што тоа го има. Меѓутоа да биде на база на собствен извор, да. Да, сами да одлучат, да. Затоа што јас имам две мови да бидат, но вие сами да одлучите. Ама за да одлучат полесно, бидејќи сепак сме нација која што нема огромен животен стандард, да јасно ни е.
Државата место тоа да понуди одредени субвенции за оние кои што сакаат да ги стерилизираат, а немаат финансиски услови. Значи тука веќе ќе наидиме значи на согласно. На решение. Да, јас сум престанал да речем на таа теза, иако и јас можам да бидам подвргнат на напад од дел од активисти. Ви благодарам на тројцата што бевте дел од вечерашната дебата во емисијата Прашалник. Почитувани гледачи, јас емисијата ќе завршам со тоа дека кучината се најверниот пријател на човекот, но од друга страна и убиец број 1, напаѓач број 1 во светот. Тоа беше се во вечерашната дебатна емисија Прашалник. Верувам дека го задржавме вашето внимание, но верувам дека и ќе се реши овој голем проблем со огромниот број бездомни кучина во Охрид. Довидување.